Почитувани, откривањето на вистината за случувањата на 27 април никогаш не може да биде целосно и комплетно без откривање на случувањата во текот на целиот ден 27 април 2017 година, а не само по отворањето на вратите на Собранието на Република Македонија. На 17 мај 2017 поднесовме представка пред Уставниот суд на Република Македонија за изборот на председател на Собранието на Република Македонија. Денес започнува петтата година во која оваа представка фаќа слоеви прашина во нечија фиока. Битката за правната држава е очигледно саботирана од оние кои се најповикани да ја обезбедат правната држава и да го штитат Уставот. Во овие 4 изминати години се изнаслушавме повици за брзи судења на обвинетите за непостоечкото терористичко загрозување на уставниот поредок. Тоа и се случи. Процесите и казните беа експресни, драконски и политички корисни за одредени центри на моќ и на нивните агенди. Но не чувме ниту еднаш повик од властите Уставниот суд да ја сработи работата поради која постои и да провери дали Уставот и законите беа прекршени 30 на пати со изборот на председател на Собранието на 27 април на тој начин. За овие 4 години во кои нашата представка е добро сокриена по фиоките на Уставниот суд, децата кои имале 2 години на денот кога ја поднесовме, оваа есен ќе тргнат во второ оделение. Британија излезе од Европската унија, ИСИС беше уништен, во Америка имаше 2 импичменти, планетата влезе и излезе од карантин, Вардар 2 пати ја освои ракометната лига на шампиони, Папата ја посети Македонија, НАСА и Кина испратија ровери на Марс, а ние добивме 5 лажни датуми за преговори со Европската унија. Планетата Земја 4 пати го обиколи Сонцето. Се тече, се менува, се движи, освен представката за избор на председател на Собранието. Таа седи во фиока, прекриена со 4 прсти прашина. Сето ова време, во кој имаше лов на вештерки и јавни медиумски судења, уште пред да почнат процесите, кои завршија со парламентарни гласања на балкански начин, што би рекол Јоханес Хан. Квази правдата донесе стотици години затвор за неправедно осудените, а сомнежот за вистинското загрозување на уставниот поредок остана неистражен, заклучен во судските фиоки, од кои клуч има политичката моќ. И без нималку срам, главната обвинителка и председателот на државата во телевизиски настапи зборуваат дека ако имало прекршување на Уставот, тоа било задача да го открие Уставниот суд, а не граѓаните. Насилството не го оправдуваме и го осудуваме, но секое насилство, а не само физичкото, особено судското насилство, кое измисли непостоечки тероризам, а ги затвори можноста да се добие правда и да се открие целата вистина за денот кога започна сето она што денес и се случува на Македонија. Ова е само уште еден доказ дека ако ја имаш моќта на власта, процесите пред судовите може да бидат само и само во твоја полза. Но ако си обичен граѓанин кој треба да биде заштитуван од законите и судовите, правдата за огромна жал останува само еден далечен сон, мисловна именка и неостварен идеал. Со жалење, уште еднаш констатираме на овој неславен јубилеј дека поради политичките притисоци правдата во Македонија е селективно слепа. Ви благодариме на овој ден кога го означуваме овој неславен јубилеј. Повелете ако има некои прашања во врска со ова или со други теми. Нешто да не сакаш да додадеш? Само на прашање. Не, озбилно. Треба да се прави разлика. 27 април беше брендиран како крвавиот четврток, меѓутоа сите забораваме дека тогаш прокрваре Македонија и македонскиот народ. Така што уште еднаш апел до Уставниот суд да се произнесе по оваа представка.